Помина уште еден левеп, втор на кој што јас доаѓам, подобар од првиот. Денеска заврши третиот ден, навистина интересен ден, иако не знаевме што да очекуваме, малку промени во распоредот, затоа што Шон Паркер беше во него, па мораше да се направи претумбација. Наводно загледа силник на некоја приватна журка која што он ја организирал, затоа не можел да се освести Сабајле. Дали е тоа точно или не е ни толку важно. Човекот се појави на сцена и иако така изгледаше малку незаинтересиран, така мрзлив, не баш многу расположен да зборува, сепак кажа некои фини работи кои што онака ќе ги каже некој човек со некаква историја зад себе каква што ја има Шон Паркер, нели? Звучат интересно се слушнат. Што гледавме друго денеска на главна сцена, гледавме стартапи, интересни, не би рекол нешто претерано многу иновативни, освен тоа тие што победија за gamification и за локал и мобайл, нешто малце напредна беше приказката, повеќе за девелопери изгледа настроена отколку за крајни корисници. Момците победија од Италија се, веќе се фирма од 10 луѓе, почнале да гледаат како да се преселат или да стигнат до Силиконската долина за да може да направат нешто повеќе, секоја чест за нив. И што гледавме? Го гледавме Рамон денеска сосема случајно, јас не ни бев свесен дека е тука и дека зборува човекот. Веќе го видов на екран дека зборува, па влетавме внатре на другиот панел, каде што се одвиваше денеска скоро цел ден social business панелот. Беше интересен, забавен, нормално амерички стил, така театрален, мафташе, викаше, се дереше и следи работи, меѓутоа ми беше онака, баш дека не го очекував можеби интересен. После следуваше еден црнец од Пепси, кој што зборуваше, меѓутоа не зборуваше нешто претерано многу за Пепси, зборуваше некои општи работи, примери, вака треба да направите, онака треба да направите. Мене не ми се допадна нешто премногу, а исто така имаше таков некој агресивен стил, демек сега ја да ви кажам, ми ќе се испотам умеѓу време доста. Сцена се, мислам, денеска содржински можеби не беше толку многу напукан денот, меѓутоа уживавме во него, снимавме неколку други материјали кои што еве сега и ние ги качува на интернет, едно интервју за стартап автобусот. Ќе читате или ќе гледате подоцна или порано, зависи кога како ќе го објавам тоа на блог. Левеп заврши, морам да кажам дека оваа година има претерано болна продукција, односно се живо и диво што може да стрима преку Ustream со 3 канали, Лео Лапорто беше во живо, на еден куп ќоше имаше видеокамери, аудио, односно радио станици дигитални кои што емитуваа програма, многу луѓе снимаа, бродкастираа во живо, значи страшно многу материјал се произведуваше. Тоа беше онака баш за пофалба и во ниеден момент никој не изреагира, сега џабе ние сме давале толку пари кога се може да се гледа на интернет или не знам што, споделува огромни бројки за тоа колку е гледаноста на интернет. Не знам, мислам околу 100.000 луѓе различни го имале уклучено стримот, таква нека бројка се помина. Многу твитови, скоро невозможно да се следи Твитер стримот на Левеп ако преваруваш само така, па мораше со некои листи да се користиме, навистина летаат твитовите. Но на крај излезе Radian 6 со некакви општи податоци, кажа некои бројки, ете 7 пати, 5 пати, не знам таму колку беше поголем на интернет овогодинешниот Левеп. Сена се крајно позитивно искуство. Има уште многу да се пишува од она што го видовме и го искусивме тука и да се објавува. Ќе биде тоа направено во следните неколку дена. Поздрав од Париз, Дарко и нормално звездата до мене, Енија, кој што ми помогна да ги правам овие ревјуа и ностоп плаче дека он све правил за мене и све ме снимал и дека му ја крадам содржината и така натаму. Ама па на крајот на криштата он има спонзор, ја немам, така да поздрав и до МТС пошто му овозможи Енија да ме снима со камера која снима HD и која што е многу скапа. Jeste. Ćao. Ćao i od mene.